на некоја по-тесна визија на еден куп на луѓе кои се интересираат за искажувањето на своите мислење. Ја немам визија на крстот, па сум имам толери визии, не знам која да насочам и пак немам носто вика, немаш си на визија. Ке најдам ќе поварам, со животното искуство, ќе правам таа визија, па ќе следам. А сега зашо правим испитанието. Епа, знаеш, ја сметам дека Корчагин е она, има комплекс на аристократска школа. Сублимат на медиум за пренесување на тие идеи на младиот човек, што посебно во Корчагин што прифат. Океј, се нема да одиме вака нели со прашање како ве нареди сите, тоа беше само во почеток. Каква е вашата концепција? Дали вие им нудите на младите некоја друга визија? Па, битно е дека не сакаме да сугерираме ние некаква визија во таа смисла целосно на младите, или може ли само сакаме да поставиме некоја алтернативно решение за нешто што се случуваат и можност на некој начин тоа да се промени, да се направи нешто различно. Не мора да биде нити подобро, нити полошо, битно е да биде различно. И тоа е основно главната цел, понудување на различно решение. Јас немам ништо против, например, мене некои предписанија ми сугерира на некоја цел. Пошто визија го не го читаат само дечки од четврта, не го читаат многу помали кои што се немаат определено. И сега, например, визија, пошто не нуди некакви пропаганди кон нелегални работи, со визија можеме да ги насочиме, например, помалите луѓе на прав пат. И тоа влага во игра. А иначе, сигурно ние им нудиме алтернативи, али од тие алтернативи младите се избираат. Ние тука немаме што да се мешаме. Може после да се искомбинира помеѓу тие алтернативи и така натаму. Може се да се направи. Пак визија може тука наметне некој нов начин на размислување на младиот човек, пак кој на школата уште понапредно. Тоа што работите би се гледали сосема другчие од тоа како ги гледаат на прв поглед. И се виделе одгоре како се или кои се негативностите, кои се позитивните работи, како се тоа може да се смени. Повторно, тој што е над ученикот, тој што е над младиот човек, кој го кочи, кои се тие причини и зашто е тоа така. Џим Морисон има речено дека поезијата не кажува ништо ново, туку само отвора врати, да се налезе кој сака може да влезе, да перцепира, да осознава, може да се врати, ако е способен. Така да до некаде се трудевме да следиме тоа, во случај не поезијата, туку исписанието да биде како еден вид на прозна поезија или проза не е важно, има и поезија во исписанието, па да се насочиме во таа насока. Визата на Тимоти Лири, Question Authority, Think for Yourself. Think for Yourself, значи да биде го следил во прашање, тоа е главното нели што цели. Моментално се наоѓаме од еден графитите на визија, ова се графити кои што можат да се видат навсекаде низ нашиот град. Дали ова можеме ние да го сватиме како еден крик на младите, конкретно сврзан со овој термин, или станува збор за, можеби, ваша пропаганда, за ваша промоција? Па, углавном, ова нашиот тим за маркетинг го направи за пред искачањето на бројот да се стави до знаење на јавноста дека искача визија, дека визија уште постои работи. Сега, конкретно, дали овие наши графити се некаков крик, или тоа ние што го кажуваме преку тоа што се печати, а не преку ова чиста пропаганда, меѓутоа вистинскиот цик на младиот човек е 20 метри подале на кејот. Таму има вистински критери на моите луѓе во изразени во графити. Секој втор би размислил дека е пропаганден материјал. И ја го сваќам како пропаганден материјал графитите, меѓутоа криците не се само е крик, меѓутоа многу други сегменти од општествениот живот, нашиот, се крици. Крик е кршење чаши на турбопол, крик е дрогирањето, крик е пиењето по малата, безделничење, бадјалжење, крик е успешност, амбициозност на некои деца. Така да, не знам, за мене визија графитот ги има и оние двете значења, буквалната и фигуративна.
пропаганден материјал кој води кон тој крик што ти го спомна пред малку. Ако на некого му понудиш визија, он не знае што да направи со тоа, тогаш нема веза, ова ќе испадне само уште еден бесмислен графит, бесмислен за многу луѓе. Меѓутоа, ако го напишеш тоа и ако напишеш под него, пошто на многу места пишувавме списание, визија, купувајте ваму таму, тој ќе му влезе во подсвест, ќе види визија, да нешто, ќе повари или прво некој пријател или ќе купи, ќе разгледа и тогаш ќе види крикот на младиот човек. Тогаш ќе види со какви идеи застапуваме ние, с какви мислења, ставови и така. Тука, крик на агонија. Па визија, само по себе визија, и да чуеш визија, значи нешто, и те афоцира, нешто сосема големо, јако. А тоа дека, допустимо, технологијата како навлегува во животот те обичниот човек, имаше така една приказна околу професор кој кажува дека графитите се правени од компјутер. Само тоа кажува до каде сме со односите со подстарите и со помладите, онака. Секоја генерација си носи свој работи, секоја генерација носи своји херои, секоја генерација во исто време носи и некои добри и лоши нешта. Па добро, така на приказна бунтот на младиот човек со постарите, тие некои норми што ги имале они или што као моментално не ги разбираат, некога е тен многу старо да се надава, да се наметнува и на оваа генерација. Тоа што пак може би некако држи оној спотот на Pink Floyd до Wall, ама мислам дека не е тоа што би можело да окочи сега младиот човек. Ова е прашање специјално наменето само за тебе. Зошто го правите ова и дали некој ви поддржува во сето ова? Вид поддршка, ако се мисли на професорскиот кадар, па не постои, постои морална поддршка. Да, моралната има, меѓутоа се сомневам дека барем 20% од нив го пролистале списанието од кога излезе. Така да од тој аспект немаме никаква поддршка. Финансиската поддршка е од спонзорите. Дали во вашата визија е застапена и политиката? Дали може да се прочита некоја колумна со нешто што младите ги интересира околу политиката? Може да се прочита само антиполитички текст, бидејќи визија како медиум не е политички определена, а ниту пак ние чувствуваме дека младите треба да бидат дел од тие политички зборувања, затоа што младите треба да бидат таа интелектуална движечка сила на оваа земја, на било која земја, како такви не смеат да бидат вклучени во тие политички зборувања што се случуваат. Значи младите треба да го носат ова општество на своите рамења и воопшто не смеат да се вклучуваат во тие политички интереси. Тие треба да бидат надвор од тоа и тоа ние го застапуваме. Да се надорим. Политиката до сега во овие броји на визија не беше застапена, тоа е точно што вика Новица, меѓутоа тоа е секојдневието, ние растеме со војни психози, со најразлични политички збегнувања. Сега би можело да се внесе малку политика во визија, ali не онаа политика како што ја гледаме во весниците. Политика проткаена со иронија, со хумор, сатира. Наметување на нов начин на гледање работа на работите, поставување на тоа колку е тоа квази, колку е тоа што не е на прв поглед. Една главна идеја што се провлекува во следниот број ќе биде questioning authority, што кажа Новица, значи ставање на авторитетот во часовник и информацијата пред се враќа на cyberpunk култура. И тоа би требало да биде мастичкото главното во следниот број, што би требало да се протива на редните броеви. Може. Ке пробаме нешто да измениме во овој број, за разлика. Сега следови се од финансиите, треба да ти кажам. Планиравме нешто поголемо да биде, како јубилеј, не јубилеј, али 10-ти број и се спремаме за тоа. За визија не е мала работа, ако се земам предвид дека еднаш годишно излегувате, ние една година 2 ги правиме. Не прогнозирам ништо сега за наредниот број, поради тоа што сега е во тек смислувањето на текстовите, на содржината, ама сега доаѓа период на
пошто сме ние четврта година и доаѓа период кога што треба да размислуваме за наталовите понатаму, ни бегаат музите на сите. Што знам, визија број 10 ќе искочи, тоа е сигурно. Договорот ни беше дека ние не го пуштаме овој број да остане за другите генерации. Тоа ќе го држиме, нели? И сега тоа дека ќе се дека исто така ќе наметне на нов концепт целосно, што визија во изминатите години се движеше по тој еден фар концепт. Значи ние наметнуваме на нов концепт, тоа што уноси новото време, новата филозофија, значи cyberpunk културата, виртуелната реалност, тоа што дефинитивно ќе биде, ќе се случи најверојатно кај нас по некој закаснување, тоа што на запад веќе се дешава. Значи ќе се обидеме да го представиме тоа што нуди тој концепт на размислување што сега нова филозофија на светот, дека ќе изумат тие авторитети, дека ќе нема да постои такви нешта како масовни медиуми, како големи авторитети кои владеат по масите. Поглавном дека информациите ќе ги има поединецот и поединецот ќе владее како таков. Со благодарение на новите технологии со компјутерот и интернет, нели. Тоа е само почетокот на она што ќе следи, она што ќе се видиме ние да го представиме веќе како блиска иднина. Момчиња, јас ви благодарам многу за разговорот. Верувам дека им покажавме на публиката дека имате визија, а на публиката се разбира и препорачувам тие да пронедат својата визија доколку не ја нашла. Секогаш кога ќе ги видите овие графити низ градот, посетете се на овие момци